Не е важно што си јадел и колку си спил. Важно е што си сонувал и дали после секој сон побуден си станувал. Важно е колку души си погавил. Вино преточено во поезија беше насловен настанот со кој Кочанската библиотека Искра вчера даде простор на љубовта, виното и поезијата, а по повод 14 февруари. Свое поетско представување пред публиката имаше магистер Марија Дончева, која ја промовираше четвртата збирка поезија, насловена Враќање кон себе. Стихови од книгата интерпретираше Кристина Танасова Арсова. Промотор беше магистер Љупка Стојменова, а содржината ја спогати и Бојан Тодоровски, презентирајќи своји, но и стихови на неговиот татко Гане Тодоровски. Радува пред се што сме во толку голем број на денешната промоција на четвртата книга на нашата почитувана авторка магистер Марија Дончева. Денеска не случајно сме собрани по повод промоцијата на ова најново литературно дело, стихозбирката, на овој убав христијански празник Свети Трифун, да го прославиме, да прославиме поезијата, љубовта и секако виното. Како што говори и самата латинска поговорка во виното и вистината, денеска ви предлагам да слушнеме една сосема друга вистина, односно вистината која што произлегува од самото срце и душа на нашата почитувана Марија, а која што секако е преточена во уметноста на стиховите. Првенчето на авторката Дончева го носи името Душана Дланка, а другите две нејзини поетски збирки се насловени Отпуштање и Бакната. Со првата стихозбирка авторката усвои втора награда на меѓународен фестивал во Битола. Од четвртата стихозбирка Враќање кон себе, која беше промовирана вчера вечер, присутните љубители на пишаниот збор можеа да земат и примерок, за да уживаат во стиховите напишани со голема љубов и посветеност. Треба да знаеме дека сме благословени што сме живи, дека сите имаме дарови кои што треба на светот да ги подариме, да ги распостелеме. И оваа вечер нема да зборуваме за оние кои што мрчат и кои што цел живот не добуваат, туку ќе зборуваме за оние кои што имаат храброст животот да си го кројат и да одлучуваат. Марија Дончева е уметник кому освен книжевноста, познати му се ликовната уметност, фотографијата, рачните изработки. Таа е одличен фотограф и изработувач на накита, има организирано и такви изложби. Секој од уметностите ги создава со ист жар и љубов, со голема посветеност ги негува подеднакво.